Целосно изгаснат шумскиот пожар што во изминатите 24 часа беснееше на падините на Осоговските планини, во атарот на кочанските села Бели и Лешки. По успешната акција за гасење на огнот, кризниот штаб на општина Кочани го повлекол барањето до државните служби за интервенција со специјалните авиони Канадери. Екипите останаа цела ноќ дежурни, значи противпожарната екипа беше цела ноќ овде. Исто така дел од екипите од локалната самоуправа беа цела ноќ овде. До 9 часот пожарот целосно беше ставен под контрола. Благодарение на сите екипи кои се ставија на располагање, пред се на противпожарните друштва морам да испратам една голема благодарност на противпожарното друштво од Кочани, Виница, Каменица, Штип, дел од местното население од село Бели беше вклучено исто така, доброволно се вклучи во гасењето на пожарот. Луѓе кои има и свој имот, пчелни семејства и така натаму, заедно дежураа со екипите на јавното комунално предпријатие Водовод, со противпожарната единица и она што може се спаси, пробавме да биде спасено. Пожарот зафати површина од околу 150 хектари и изгоре повеќе децениска борова и друга шума. Оштетени се пчелни сандаци, а со навремената интервенција спречено е огнот да зафати неколку викенд куќи. Боровите насади кои што се зафатени со приземен пожар, но како што овде, еве, тука стоиме, има појави и на тотален пожар, односно целите стебла се изгорени, значи нивната понатамошна функција и употребна вредност е загубена. Последиците од огнот се сериозни и тие доправа ќе се пресметуваат, но во позадина на се, најверојатно е човечки фактор. Сите анализи водат во правец на тоа дека се работи за подметнат пожар. Мораме да напоменеме дека истиот пожар во истата оваа местност се појавува во текот на неделата неколку пати. Значи, ние откако ќе го ликвидираме, ќе се појави на друга локација во оваа местност, али значи надоговестува тоа дека пожарот е подметнат. Од кризниот штаб на општина Кочани информира дека освен големата материјална штета, нема настрадани или повредени лица, ниту пак е регистрирана повреда кај луѓето кои интервенираа во гаснењето.